Над 130.000 административци во Македонија наспроти 180.000 службеници во Словенија. Министерот за администрација Минчев подпиша меморандум со неговиот словенечки колега Франц Пропс. Ке се црпат искуства како македонската администрација да стане поажурна и поефикасна. Македонски кадри ке се обучуваат во Словенија. Овој дел е клучен за реформа во јавниот сектор, бидејќи во некои институции има превработеност, а во други фрапантен недостаток на кадар. За нас овој меморандум е многу значен затоа што се работи за членка земја на Европската Унија, кој што можеме да користиме многу практики. Токму и претходното прашање во формирањето и содржината на актуелните закони, кои што се со европско знаменце, тоа е Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, се предмет на размена на информации со Министерството за јавна администрација на Република Словенија. Нашата Нашето сопствено искуство со пристапните преговори е ценета подлога, односно основа за соработка и размена на добрите пракси. Подобрувањето на институциите и согласување со европските стандарди ќе придонесат кон тоа јавната администрација да биде поефективна, попрегледна и попристапна кон граѓаните. Службениците во Македонија добија 1800 денари плюс на платата согласно законските усогласувања. 8% усогласување согласно колективниот договор за јавниот сектор ќе легнат на нивните сметки кога неколку закони кои ја уредуваат оваа проблематика ќе бидат усвоени. Министерот Минчев очекува тоа да се случи до крајот на месец мај. Додека не имаме финалната верзија, не би можел да коментирам колкаво ќе биде усогласување на платите. Како што знаете, линеарно, согласно постоечките законски решенија, сите од јавната администрација добија зголемување на своите плати во износ од 1800 денари, почнувајќи од месец април. Така наречениот балансер во јавната администрација засега е вон функција и огласите за вработување течат според квалификациите што се бараат за работните места. Министерот Минчев вели дека во владата е формирана експертска група која работи на Законот за правична застапеност, но дека тој не е дел од неа и не може да прецизира до каде е постапката. Според него, добро е што за ова прашање се консултираат експерти по уставно право, за да нема пропусти кои можат повторно да доведат до преставки до Уставниот суд.